Бијана Драга, добро утро повторно во Телма. Драго ми е што сум ваш гостин. Во секој време, долги години не сме се виделе, одлично ми изгледате и верувам дека можеби интроспекцијата и инвестицијата, апропо ова што ќе го говориме, делува дефинитивно на целата благосостојба на човекот, холистички пристап, секој пат верувам дека е неопходен. Се надам дека сте ми добро овој период. Одлично. Да? Секогаш, во секое време. Баш ми е драго. Ги уживате своите пензиски денови, ама не се ослободувате од активностите. Активно, да. Цело време сум во таа енергија на творење, и како професор претходно, ама и сега продолжувам. Јас велам, не сум во пензија, туку повторно само сменив на ова работна позиција. Сега сликам, така да и се занимавам со уметност на живење во секој случај. Не се сомневам во вашите мастер-клас перформанси, меѓутоа ви сте ми драго што заеднички ќе може да најавиме нешто што ќе се случува од 13 до 15 јуни. За секој кој што можеби сака да гребе под површината на животот, да си ги најде можеби тие одговори на сите екзистенцијални прашања, секој пат велам дека ова се можеби начините, бидејќи без тој холистички пристап и духовноста што е дел од нашето битисување, есенцијалната каписла, јас би рекол, не би можеле да постоиме во физичкиот свет, секој пат би биле траурни, полни со стресот кој што ни ги создава можеби и времето во кое што живееме, па така што совршена приликава за да најавиме дека Скопје ќе биде домаќин на еден исклучителен настан, како што кажав пред малку. Еве, додека даваме најава, може колеги од режија само да споделиме, па тоа ќе биде совршена илустрација за прв пат дека во Македонија доаѓа Гурудев Шри Рави Шанкар, еден од најпознатите и највлијателни духовни учители на денешницата и на коосновач на организацијата Art of Living, чии програми досега допреле до милиони луѓе во повеќе од 180 земји ширум светот. Така што во период од 13 до 15 јуни во Скопје ќе се одржат повеќе настани. Тука е Happiness програм, односно програмата на среќа, потоа медитацијски курс, голема вечер со Гурудев, исполнета со водена медитација, мудрост, прашања, одговори, така што сето тоа се големи придобивки доколку дел сте од можеби од овие практицирање можеби на овие медитации, намалување на стрес, анксиозност преку мокни техники на дишење, медитација, знаење, апропо нервен систем кој што смирува и тело почнува подлабоко да се регенерира, така што ќе потсетиме за сите овие можеби делови од овој викенд што доаѓа Здравје Боже, што го најавуваме, ќе даваме, се надам, одличен патоказ за многумина. Колку е значена оваа посета, всушност негова, за не само Art of Living заедницата кај нас, воопшто можеби за заедницата, драга Биљана, и што значи можеби една земја како Македонија да биде дел од светската турнеја, би рекол, и посета на еден од најпознатите духовни учители денес. Благослов е да дојде еден ваков учител во Македонија, особено кога знаеме дека тој е зафатен и нон-стоп патува секаде ни светот, рековте дека е присутен Art of Living, 180 земји. Да, уметност на живење, 180 земји на секаде околу светот, ама не само тоа, него практиканти на уметност на живење не се веќе милиони, туку стига до билион. Така да бенефитите од учењата што ги дава од древните ветски знаења кои што ги прилагодува за современиот човек се многу значајни. Значи, тој ни помага со неговите креации на работилниците што ги има создадено, со помош на алатки да се ослободиме од стресот. Сите знаеме во какво време живееме. Абсолютно. Значи, многу е присутен, доминантен е стресот, луѓето се анксиозни, нервозни, негуваат некои негативни вибрации, сакам да кажам, или негативни чувства, емоции, без да се свесни за сето тоа, но се рефлектира во секојдневното живење. Така да имаме прилика да видиме еден таков учител кој што е од висок ранг. Јасно. Значи, За прв пат доаѓа, така? За прв пат доаѓа и тоа баш се поклопува со 20 годишнината на основањето на уметност на живење во Македонија. На Art of Living, така? Да, на Art of Living кај нас во Македонија, така да има символика ептен, се доаѓа на истиот датум кога е формирана
организацијата кај нас. Да, некој ќе каже случајностите не се Намерни случајни, се. меѓутоа јас мислам дека секој ги Намерни повикуваме се. тие работи, колку сме тенденциозни во сме, тоа. најверојатно и ние како група сме Да. заслужиле да не удостои со неговото присуство, веројатно треба и некои убави позитивни промени да се случуваат тука, така сакаме да ги гледаме работите, нели? Јасно. Сакаме да се движат во позитивна насока. Тоа е и целта. Тоа е и Бидејќи целта. на крајот на криштата се е енергија. Нели, квантната физика вели дека се е вибрација, се е енергија и таа енергија треба да се расшири овдека малце и да допре до секој, да почувствува таков еден бенефит, особено во последно време, кога сме сведоци, да речам, на семејни насилства, на булинзи, Еден арсенал од лоши нели, сценарија. многу лоши сценарија, многу лошо однесување, нетолеранција, неприфаќање А и на правот на различност. толеранција е веќе надминат одамна. Не е на нула, него под нулата, веројатно. И тоа е така, малце неоптимистички за размислување, за гледање на работите, во која насока се движат. И сега јас би рекол дека овие настани повикуваат повторно на интроспекција, на понирање длабоко во себе и осврнување на нематеријалните и неконвенционалниот можеби пристап кој што некој пат потем го забораваме за жал. Меѓутоа, што можеби според вас е најголемата вредност што Грудев ја носи каде да се појави? Па, справувањето со стресот, елиминирањето на стресот и носење на хумани, човечки вредности или вредности кои што го поддржуваат самиот живот. Затоа што ние едноставно трчајки по материјалното, се забораваме себе си. Ама кога човек е потоне малце во себе и кога ќе го смири собствениот одговорите доаѓаат, бидејќи тогаш интуицијата е поголема, тогаш умот кога е смирен, решенијата си доаѓаат сами по себе. А многу се питоми и спокојни и кротки одговорите. Нема ништо толку нападно во тоа кога доаѓа Егото комплицира. Егото ги комплицира работите, јас и така натака, но тоа е главниот причинител за многуте проблеми што се јавуваат насекаде по светот. Меѓутоа, медитацијата, пак ќе речам, значи, тоа е едно понирање подлабоко во себе и алатка која што е потребна на денешницата, затоа што вие имате бизнисмени кои што немаат многу време за себе. А тоа е изговор, нели? Немам време за себе, а нема да имаш време ни за другите работи, доколку немаш време за себе или да се смириш самиот себе, да го извадиш најубавиот дел од себе и со него да продолжуваш низ животот. Јас така викам и на работилниците, дојдени сте да си го видите најубавиот дел од себе. Затоа што сите ние имаме некаква убавина, некоја уникатна нота што ја носиме, меѓутоа со искуства, со стресови, тоа се менува и на крајот на криштата станува нешто што не сме ние. А замислете, какви сме кога делуваме под стрес. Ќе изнакажеш 300 глупости и 300 работи, што дури и не ги ни мислиш, но во моментот тие едноставно излегуваат од тебе. Излегуваат од тебе и тоа е тоа. Пак ќе речем, значи, сите процеси се прилагодени на модерниот човек, дури работилниците кои што порано траја по 5-6 дена, значи цела недела, сега се сведени на 3-дневни работилници по 3 часа, каде што секој може да одвои време и да направи нешто добро за себе. Техниките, реков, се едноставни, прилагодени за модерен човек. Станува збор за техники на дишење, од кои една од најважните е сударшан крија, што значи правилен увид преку прочистувачка акција. Значи, ние уствари не сме свесни дека една од најголемите алатки во животот што имаме, а е без пари, е дишењето. Јас велам секој пат кога сте нервозни, обидете се, ајде, 1 час не, меѓутоа барем 15 минути само да се концентрирате на вашето дишење и значи, целата програма, она што го даваме како домашна практика, 20 минути во текот на денот, ама носи поинаков квалитет на живење. Цела благосостојба. Уметноста на живењето
се враќа практично Колку до убаво нас. кажано, да. Инаку Сударшан крие дел од програмата, меѓутоа и програмата за среќа, што всушност крие, нели, се крие за тоа име или за тоа програма? Зошто денес кога имаме повеќе удобности од кога било, луѓето толку многу зборуваат за стрес и незадоволство, секој пат се прашуваме, меѓутоа како изгледа еден типичен, да речам, ден со проектот на среќа? Во однос на работилницата или во однос на бенефитите после тоа? И тоа може да го начнеме во некоја секунда што се вели. Па работилницата е со, како да кажам, значи мудрости, не е само техники на дишење, се усвојуваат таму, меѓутоа и мудрости кои што ни помагаат да се справиме во секојдневното живење. Затоа што ние многу ретко ги прифаќаме ситуациите такви какви што се. И луѓето такви какви што се, а овие работилници ни помагаат практично да ги освестиме тие работи, не заради друго, заради мир на нашиот ум. Значи умот кој ќе се смири, кој ќе прифатиш ти одредена ситуација, знаеш да одговориш на истата, не да реагираш како некој кој ќе ти притисне копче и се излегува кока-кола или кафе и така натака, него не одговараш со својата фрустрација, тука одговараш со смирен ум. Што е правилно делување практично. Нема ништо подобро тоа да бидеме наблюдувачи на сопствената мисла. Пред да изустиме или да направиме некаков факт без разлика, нели, да бидеме наблюдувач и да биде некаков филтер на тоа што ќе кажеме денеска на Белјана или било што, мислам, веројатно и тоа е уметноста на... Мислата сама по себе е вибрација и таа си има значење. Значи, колку ние ги бираме зборовите во однос на нашите соговорници или на едноставно луѓето со кои што комуницираме, е многу битно. Бидејќи, повторно ќе речам, вибрација е. Таа има значење, има порака. Значи, битно е каква е нашата мисла, бидејќи одредена мисла раѓа одредена емоција. Значи, тие се поврзани едно со друго и ние практично сме нашите мисли и емоции. Арно, ама кога ќе се смират малце емоциите, тогаш и мислите се почисти и тие се пофокусирани. Значи, поентата е да од работилниците или еден од бенефитите на подобрување на самиот фокус на концентрацијата, што помага многу кај младите и затоа овие работилници не се само за возрастни, туку и се за деца, како што видовме, еве на екранот паралелно течат процесите на интуиција кај мали деца. Значи, што се случува, стануваат пофокусирани, поцентрирани, за пократко време може да научат нешто кога во однос на тоа кога сте под стрес, така, бидејќи умот е центриран. И бенефитот е и во тоа, побрзо учење, побрзо совладување на самиот материјал и така натака, но се даваат алатки кои што им помагаат на децата за елиминирање на стресот, за вадење на лидерството во нив, за интуитивен процес, бидејќи не знам дали имаше на самите видеа, децата се со маски и од публика ќе стане некој, ќе наслика на флипчарт одредена слика, станува детево, одоздола е црта истата слика. Мислам, цело време со маска не гледа што се случува, така да истото тоа го пренесо. Процес на интуиција. Тоа е тоа, нели? И кога се работи со децата уште од мала возраст. Значи, тие се потолерантни, прифаќаат различни културни, социјални разлики, религиски разлики. Кога ги притиснува општеството, ги става во една одредена рамка. Така, фактички духовноста е над и религија, затоа што ги обединува сите религии во едно. И има толеранција према различните како да кажам, култури, вредности и така натака. Сосема за крај, во неколку секунди да потсетиме дека во Скопје се случува, еве генералиите само бидејќи местата се ограничени. Да.
Значи, на 13-14 започнува основната работилница или антистрес програмата, а веднаш понезе Сахар Самади медитација и едната и другата, односно првата, ќе биде во присуство на Шри Шри Рави Шанкари, ќе има инициација во секој случај, а втората ќе биде во присуство Сахар Самади медитација на неговата сестра Бану Диди. И исто така ќе биде исклучителен настан, но на 14 од 7 навечер до 9 навечер ќе има медитација и мудрост со Шри Шри Рави Шанкар и ќе биде исклучителна можност за сите што сакаат да имаат контакт со ваков духовен учител, да присуствуваат на еден таков прекрасен настан, каде што над 500 луѓе ќе медитираат заедно и ќе шират таа енергија низ Македонија. Прекрасно, Билјана, ти благодарам од се срце. И јас ви благодарам. Се гледаме секако на овие датуми, ви посакувам секако да уживате и да се направите нова табула раса во животот. Тука правиме куса пауза, во 8 новите вести на Телма.